граѓани на Мокриево, дами и господа, браќа и сестри, добро вечер! Секое патување има свој крај. Патувањето кое ние го започнавме пред неколку месеци завршува денеска, оваа вечер, во оваа населено место. Завршува бидејќи мислиме дека со досегашното вложена работа, со досегашното наше представување, можете доволно добро да согледате колкава е вредноста на поединците и колкава е нивната способност за колективна работа со граѓаните. Ние ова патување го завршуваме, но зависи од вас, почитувани, дали на 24 март ќе ни го дадете билетот за патувањето за кое сме повеќе од спремни и на кое ќе мораме да тргнеме заедно во наредните 4 години. Не случајно Мокриево се најде како посебно место кое го посетуваме за време на изборната кампања. Како членови на партија која секогаш е синоним за македонското, ние имаме света должност пред македонските граѓани да бидеме честни и искрени. Последниот митинг од нашата кампања го одржуваме овде, знаејќи дека одовде води потекло сегашниот градоначалник на општина Ново село Петар Стасов. Запазувајќи ги вредностите на кои се темели нашето општество и семејство како основна клетка за негово обстојување, јас, а нито мојата партија и луѓето кои стојат позади мене, нема да го оспоруваме потеклото и корените на тој човек, како што тој го оспори моето потекло од Мокрино. Единствено ќе се обидам да ги воочам за вас разликите кои се повеќе од присутни. Господинот Спасов на неговите митинзи очајно се обидуваше лично да ме дискредитира мене и моето семејство. Знаејќи го моето потекло, знаејќи дека Велкови потекнуваат од Мокрино, тој се исплаши дека ќе ја загуби поддршката од Подгород и затоа удри по мене и мојата фамилија. Дали се чувствува загрозен, бидејќи Блажо Велков е многу повеќе меѓу граѓаните, отколку самиот тој како градоначелник. Дали се чувствува виновен, бидејќи до сега нема направено ама баш ништо за својот крај. Дали може би очекуваше и Блажо Велков да се симне на неговото ниво и денеска овде пред вас ги искаже и најсрамните сознанија за неговата личност. Не. Моја политичка одговорност и просторот за собственото воздигнување ги гледам во она што јас досега го имам направено за мојата држава и онаа што сега барам од вас, шанса да го сработа за општината во која живеам. Како човек од армијата, знам дека секој човек треба да се изгради сам, за пред се да стекне само почит, па дори потоа ја стекне почитта од останатите. Мене, почитувани, не ми треба никој, на чии грб ќе градам кариера или ќе креирам име. За мене, моето име и за моето дело знаат многу луѓе од мои сограѓани и колеги, преку пратеници и министри до премиер и председател на државата. Не секој ја имал честа да се ракува, да зборува со председател на држава како предпоставен. Тогаш мој предпоставен беше председателот Борис Трајковски. Доблесен човек,
чудесен човек, македонец, кој размислуваше понапред од другите и не се срамеше да прифати мислење и ја промени својата одлука. Моите идеали се такви почитувани. Јас, наместо да пукам по семејството на Спасов и се обидувам да ја девалвирам личноста која тој ја поседува, јас се стремам кон повисоко, се стремам своето досегашно искуство и работа, своите познанства да ги искористам за напредок на нашата општина. Мојата способност да ја предочам пред граѓаните и тие самите да видат дека јас сум вреден, а не дека Петор Спасов е неспособен. За неговата способност би требало да говорат делата. А еве со што тој се фали дека направил за вас. Се фали со дела и пари од граѓаните на Мокриевци, а кои тој ги присвоил и ги напишал во својот отчет, лажен отчет. Еве ќе ви прочитам. Мокриево. Изградба на асфалтен пат во должина од 300 метри, платен од црковни пари, сума 6000 евра. Изградба на асфалтен пат од Митре Стојан Манцаро до Враđелов Васе Кецето, пари се обезбедени од печалбарите, сума 13.000 франака. Изградба на асфалтен пат од местото Веран до Джоков Златанов, првиот браточет на градоначалникот во заминување, се разбира, од 400 метра од 400 метра парите од печалбарите, сума 6000 франака. Асфалтен пат, должина 250 метра покрај Колјо Гарвано, се до Славето Боцката, платен од тројца собственици, вкупна сума 4000 франака. Изградба на асфалтен пат од Верано па се до Игор Лингата, должина 1000 метри, 16.000 франака печалбарски пари. Поставување на сијалици, канделабри на местото Пирго, сума 2000 евра донација од, рече Ана, Кода Трейд. Фасада на местната заедница. Фасада на местната заедница. Парите обезбедени од жителите на Мокриево, а не од општината. 38.000 денари. Во Мокриево градоначалникот во заминување, печалбарот, струмичанецот Петар Спасов има изградено само пред неговата куќа во должина од 150 метра асфалтен пат. Е, тоа он го има направено за вас. И се фали дека тој го направи. Утре имаат митинг. Утре ќе дојде овде меѓу вас и ќе држи митинг, ќе ме напаѓа мене, моето семејство и мојот тим. Ќе плюе и ќе навредува. Но и ќе бара вашата подршка за уште еден мандат. Но пред да ја побара, ќе треба да ви објасни како успел да ја задолжи општината со 9.300.000 и како му ја украле општинската кола. И дали е вистина дека му ја украдена или нешто друго се случило со неја. Ќе треба да ве погледне во очи и да ви каже што направил за вас. Е, таков е Петрето Спасов. Човек кој се фали и кити со туѓи дела и со туѓи пари. Со дела на граѓаните од Мокриево и со парите од владата на Република Македонија, кои тој ги присвојува.